Здраво, моето име е Филип и јас сум инструктор при Bushcraft Македонија. Колку повеќе луѓе одат на прошетки во природа, на хајкови на планина, така се позачестено ќе гледаме и ќе слушаме за луѓе кои заради непланирани околности се нашле себе си во ситуација на преживување или ситуација каде што мораат да бидат спасени. Значи, непланирано одоговлекување на хајкот, непредвидени временски непогоди, дехидрација, повреда, труење со храна, каснување од инсект или змија, погрешни GPS насоки, вакви и слични нешта може да бидат причината за тоа како она што било планирано да биде само неколку часовна прошетка или еднодневен хајк да се претвори во сценарио на преживување и спасување. И прв проблем што морам тука да го кажам е тоа што премногу луѓе се потпираат на ова нешто. Се потпираат на мобилниот за буквално се. За комуникација, за сигнализација, за осветлување, за навигација и така натаму и така натаму. И сега проблемот со тоа нешто е што модерната технологија, иако добра и си го има своето место, сепак во такви ситуации може да се покаже погрешно ако се потпираме единствено на телефонот. Зошто? Затоа што во такви ситуации и во такви сценарија мобилниот може многу лесно да се оштети, може да падне во вода, може да пукне екран, може да снема батерија, посебно ако цел ден сме снимале, сме постирале сториња и сме сликале, сме правеле видеа, може да снема батерија и нема да ни трае подолго од тој ден ако непредвидено се задржиме во планина. Понатаму можно е да се случат секакви моменти каде што ако ова ни е единственото нешто на кое се потпираме, да се најдеме себе си во целосно неповолна ситуација. Затоа, во ова видео јас ќе ви кажам и ќе ви покажам неколку попримитивни методи кои се далеку попроверени и посигурни во такви ситуации. Значи, кога сакаме да сигнализираме за помош за себе си, или пак за човек кој сме го сретнали и се наоѓа во ситуација каде што не може да продолжи да се движи и мораме да чекаме помош од страна и мора да чекаме спасување, постојат неколку начини и неколку методи на сигнализација за помош. Значи, постојат аудио, односно звучна сигнализација и постои визуелна сигнализација за помош. Звучната сигнализација за помош функционира подеднакво добро и дење и ноќе, што значи можеме да ја користиме за да привлечеме внимание на нас или на нашата локација со таа звучна сигнализација. Првото, најпростото нешто е старото добро свирче. Значи, сега среќа повеќето рамци кои се продаваат за планинарење, веќе на себе имаат вакво свирче како дел од ранецот, или пак може да носите посебно свирче во китот за преживување, во приборот за преживување, или да го имате на паракорд survival брезлетната на зглобот, што значи никогаш да не ве напушти. Интернационалниот код, препознатлив на секаде низ светот, од Америка до Африка до Австралија, е SOS или Save Our Souls или спасете ги нашите души. Тоа значи 3 пати кратко, 3 пати долго и повторно 3 пати кратко свирнување во свирчето. Предноста на свирчето пред просто викање и дерење е тоа што звукот од свирчето патува 10 пати и повеќе подалеку од она што може човечко грло да произведе. Кратка демонстрација, значи 3 пати кратко, 3 пати долго, 3 пати кратко. Тоа е SOS кој насекаде низ светот значи сигнал за помош. Понатаму, вториот начин, затоа што знаете не се потпираме само на еден начин за сигнализација, вториот начин, звучен начин е користење на петардите кои се секогаш дел од survival китот и кои се секогаш со нас, покрај очигледната употреба да ги држиме настрана од нас дивите животни, ѕверови, кога не можеме да се движиме и кога се наоѓаме во таа ситуација. Петардите се овие вака силни петарди
се звучен сигнал кој исто така патува со километри и километри и може да го скрене вниманието на луѓе кои се на хајк или луѓе кои не бараат повторно кон нас. Така да овие два методи се методи на звучна сигнализација за спасување. Вториот метод на сигнализација за помош е визуелна сигнализација. Визуелната сигнализација се дели на денска и ноќна, односно онаа која се користи дење и онаа која се користи ноќе. За денска сигнализација првата, најпримитивната, најстарата сигнализација е сигнализација со чад од оган. Ќе има засебно видео за тоа како правиме оган кој ќе создаде силен, густ бел чад кој може да се види од километри, 360 степени наоколу од нашата локација. Но повторно ќе биде тоа засебно видео. Вториот начин за денска визуелна сигнализација е со парче ткаенина или парче облека која е дречлива, рефлективна, која буквално штрчи од природните бои наоколу. Значи тоа може да биде една ваква портокалова или дреч зелена торба со која ќе можеме да сигнализираме, односно да направиме пасивна сигнализација, да ја закачиме негде на високо, негде на сртот каде што луѓе кои не бараат или луѓе кои поминуваат ќе можат оддалеку да ја забележат, или да направиме примитивно знаме, што значи ова нешто да го закачиме на долго парче дрво и со тоа да мафтаме за да го скренеме вниманието кон себе си. За оваа намена, повторно, нешто вакво, некоја дреч зелена или портокалова мајца, или на крајот на криштата, она што е секогаш во нашиот survival kit е тоа астро-ќеб или астрофолија, која е високо рефлективна, од едната страна златна, од другата страна сребрена боја, исто така може да биде забележена оддалеку, е лесно воочлива и може да употребиме покрај она очигледното за задржување на телесната топлина, за скренување на вниманието кон нашата локација. На крај, третиот вид на визуелна сигнализација за дење, посебно на сончеви денови или кога има полна месечина ноќе, е она што е дел од нашиот кит за преживување. Видеото за китот за преживување го имате, но делот кој е незаменлив во ваква ситуација е ова огледалце кое е високо рефлективно, не е обично огледалце затоа што е направено од пластика, значи не може да се скрши, не може да биде уништено во нашиот кит ако паднеме врз него или се случи нешто слично. И сега ќе ви демонстрирам како всушност се користи ово огледалце за сигнализација хоризонтална, односно на некој кој е спреман нас на спротивната страна на планината или во планинарски дом или во некоја населба, во некое село, или кога некој не бара од височина користејќи, не знам, дрон, хеликоптер, авион. Значи рефлексијата од ова, од блесокот од ова нешто се гледа на 10 до 15 километри воздушна линија. Така следува делот на демонстрацијата. Значи го имаме сигналното огледалце, имаме силно сонце какво што е потребно за сигнализација. Без разлика каде се наоѓа тоа на небото, ние можеме се додека имаме зраци од некаде можеме да го користиме сигналното огледалце за да со него да рефлектираме и да сигнализираме. Значи гледате тука дека има нишан кој има инструкции како се користи, но јас ќе ви покажам далеку полесен и подобар начин од тоа да треба да го барате нишанот и да го барате сноп од светлина за да знаете каде сигнализирате. Значи вака нешто, вака изгледа таа рефлексија, но за најлесно да го направите тоа, го земате огледалцето и го ставате до вас, до вашето око. Со другата рака правите нишан, односно чатал со кој би нишанеле, ќе најдете рефлексијата од сонцето на вашата рака. Што значи, ако ја гледам светлината тука на мојата рака и нишанам со прстот, знам дека во што и да нишанам, ако рефлексијата остане тука, дека објектот на кој нишанам ја добива светлината и сигнализацијата. Ако го ставам тоа како нишан помеѓу мене и камерата, и секој пат кога светлината е помеѓу тие два прста, знам дека таму нишанам и
таму се гледа мојата рефлексија. Повторно на 10 до 15 км далечина. И сега ќе видите од дрон и од височина, од далечина, како всушност изгледа ова. И сега, за сигнализација во ноќни услови, во кои се случуваат всушност повеќето од спасувањата, затоа што луѓе не биле спремни да останат подолго од колку што треба надвор во природа или во планина. Постојат два методи кои може да се користат. Оние кои беа за денска сигнализација повеќе не функционираат, нема сонце за рефлексија, не се гледа рефлективниот материјал во темница, чадот исто така. Затоа има две нешта кои може да се користат и кои сигурно функционираат. Првото е челна ламба, која без разлика дали одам само на дневен хајк, никогаш не го напуштам мојот ранец, затоа што ако се задржам подолго од колку што треба, или се најдам во ситуација каде што јас ќе треба да бидам спасен или да му помогнам на некој кој треба да биде спасен и да се чека помош, тогаш челната ламба е незаменлива. Значи имаме челната ламба и покрај светлина за оно што ни е потребно наоколу. Повеќето денес челни ламби имаат мод да трепка, односно да светка, да пулсира и тоа нешто да се гледа на далечина. Значи ако се задржи копчето за уклучување, повеќето челни ламби пулсираат вака и тоа може да се насочи нагоре кон небото или да се насочи во правецот од кој доаѓаат луѓе или од каде што е патеката и така натаму и така натаму. Значи овој блесок може да се види исто така на километри. Јас лично го имам тестирано на 5 плюс километри. Овој блесок, ова пулсирање може да се забележи и тоа многу јасно, многу чисто ако има рамна линија на видик. Така што првиот начин е челна ламба која пулсира. И вториот начин, затоа што, како што имате претходно чуено, во светот на бушкрафт и преживување, две се едно е ниедно. Што значи не смееме да се потпираме само на едно нешто и само на еден метод и само на една алатка. Затоа втората алатка која имаме за светлина, која исто така незаменлива во делот на survival kitот или приборот за преживување, е ваква светлечка ампула, која кога ќе се прекрши, свети 12 часа, оние кои се малце потактички светат дури 72 часа, што значи имаме 3 дена на светлина и може да ја користиме таа за активна или пасивна сигнализација, што значи може ова да се остави, да се закачи негде на високо и да свети и да биде како пасивна сигнализација, но исто така може да се користи како активна сигнализација. Тоа значи кога ќе земеме ампулата и ќе прекршиме, мешањето на течностите внатре ја произведуваат ова силно зелена светлина, може да видите, и како пасивна сигнализација може да ја оставиме да свети, а како активно дали сигнализираме хоризонтално или вертикално над нас, ако не бараат, може со јажето кое доаѓа со нејзе или да расплетете паракорд, да правите кругови и тоа буквално се гледа од далечина. И сега колку е поголем кругот, нормално може да се види од подалеку, но поентата на тоа нешто ја сваќате. Сега ќе видиме како тоа изгледа од горе од дрон. Се надевам дека научивте нови нешта и нешта со кои би можеле да сигнализирате, да бидете спасени или да спасите некој друг кој се наоѓа во таква ситуација. Најважното нешто е да бидете мудри, да бидете предпазливи, за да не се доведете себе си или некој друг во таква ситуација. Исто така, да каде и да одите, ова сум го кажал повеќе пати, каде и да одите, да известите некој кој не е со вас на тој хајк,
каде би се движиле, која ви е патеката за ако не се вратите тогаш кога треба да се вратите или се случи нешто, луѓе да знаат од прилика каде можат да ве бараат и да го олесните спасувањето ваше или на некој кој е со вас. Така да бидете мудри и подготвувајте се однапред за овие нешта. Поздрав и останете будни.